Предметите кои беа запленети од чилеанските власти му беа предадени на актерот од FBI во јули, пишува People. Во соопштение објавено во вторник 18 ноември, FBI откри дека 61 годишниот Ривс исто така испратил на агенцијата рачна напишана благодарница. Со длабока благодарност и почит го пишувам ова писмо, започна актерот. Ви благодарам многу за сите ваши напори, посветеност, професионализам и прекугранична соработка. Со почит Кин, заклучи тој, заблагодарувајќи им се на сите агенции вклучени во вршењето на неговите работи. Вредните часовници пронајдени во Чиле, чилеанските власти потврдија на 29 јули дека ќе го предадат украдениот имот на Ривс, кој вклучуваше 6 скапи часовници. Меѓу нив беше и гравиран Rolex, чија вредност се проценува на најмалку $9,500, додека вкупната вредност на сите часовници е околу $125,000, изјави за Associated Press полицаец од чилеанскиот одред за истрага на грабежи. Според чилеанските обвинители, звездата на Матрикс ги идентификуваше часовниците како оние украдени од неговиот дом во Лос Анџелес во декември 2023 година. Часовниците повторно се појавија една година подоцна во декември 2024 година во источниот дел на Сантијаго, кога властите уапсија едно лице во врска со насилните грабежи, првпат објави CNN. Српскиот пејач Саша Ковачевиќ повторно коментираше за својата врска со пејачката Емина Јаховиќ, откако претходно наговести дека не се во добри односи, а сега откри дека проблемот меѓу нив датира од пред години. Имено Ковачевиќ беше гостин во емисијата Амеџи Шоу, а кога беше прашан за нивниот однос кој привлекува внимание во последните денови, тој рече: "Ги почитувам сите мои колеги. 2 или 3 пати се случија некои работи што не беа колегијални, пријателски. Тоа беше во минатото. Таа повеќе не беше пријателка, а јас ја сметав за пријателка. Морам да реагирам, овој наш проблем датира одамна со години. Морам да се бранам, да стојам на стража, тоа се нормални работи во бизнисот", рече Саша. Да потсетиме дека многумина се сомневаат дека дуото не е во добри односи, откако Ковачевиќ не беше меѓу гостите на концертот на Емина во Белград. Двојката го сними дуетот "Још ти се надам" пред 15 години, а со текот на годините песната стана огромен хит. Едно неочекувано пријателство меѓу човек и птица, една визуелно маестрална приказна за надеж и исцелување и 3 престижни номинации од International Documentary Association, приказната за Силијан, документарецот кој веќе се нарекува визуелна поезија на големото платно, официјално е номиниран за најдобар документарен филм и уште 2 големи награди на ADA, представувајќи се како едно од најсилните остварувања на годината. Филмот кој во избрани американски кина пристигнува на 28 ноември веќе ја носи титулата најенергичен хуманистички документарец на сезоната, приказна што ги надминува жанровите. Приказната за Силјан го следи животот на Силјан, земјоделец оставен на маргините на сопствениот живот, финансиски исцрпен, емотивно истрошен, заглавен во кругот на сиромаштија и лоша среќа. Но неговото секојдневие драматично се менува кога пронаоѓа ранета бела штрка, птица која во филмот станува повеќе од символ, станува негово огледало, негов спас и мост меѓу два света. Од тој миг започнува неверојатна врска меѓу човек и дивина, тивка, нежна, символична, која режисерите ја представуваат со рафиниран визуелен јазик како ретко видена поезија на документарниот филм.
Задоволство ни е да ве поканиме на отворањето на Yes фестивал издание Есен зима, односно на промоцијата на првиот роман на драмската писателка Драгана Лукан Николовски, денеска во Бистро комедија. Yes фестивал издание Есен зима се одржува од 20 до 26 ноември на повеќе локации низ Скопје. Првиот настан е отворањето на фестивалот на 20 ноември во 20 часот, кога во Бистрото комедија ќе го промовираат романот 11 проверени начини за љубовта од Драгана Лукан Николовски, издаден во соработка со Сдруженијето Ad Libitum. Ке имаат една некласична промоција, ке се слушаат снимени извадоци од книгата, прочитани од актирите Никола Ристановски, Тина Трпковска и Жаклина Петровска, а музичкиот избор по овој официјален дел ќе биде на Илина Ангеловска.